На денешен ден, 2 септември. – 1666 година. Во Лондон изби катастрофален пожар. Огнената стихија за 5 дена речиси го уништи градот, вклучувајќи и 97 цркви, меѓу кои и катедралата Свети Павле. – 1905 година. Кај местноста Ѓуров дол во близина на селото Ѓавато-Гевгелиско, во борба против трилјадната турска војска. Со последниот куршум се самоуби гевгелискиот војвода Леонид Јанков. Борбата, што ја водеше заедно со уште неколкумина негови соборници, траеше цел ден. За херојската борба на Леонид Јанков и ден денес се пее и се раскажува не само во Гевгелија, туку и низ цела Македонија. Песната Трба трби Гевгелиска му е посветена на овој 27 годишен војвода. Уште како селски чувар, Леонид Јанков соработуваше со илинденските востаници и со внатрешно-македонската револуционерна организација, а учествуваше и во неколку други акции против турската војска. Роден е во селото Мачуково Гевгелиско во 1878 година. 1922 година. Умре австралискиот писател Хенри Арчибалд Ларсен, познат како Хенри Арчибалд Лосон. Тој беше нарекуван и сликар на австралиските колорити. Патуваше многу по светот, а исто така пишуваше и песни. 1937 година. Умре францускиот историчар и педагог Пјер де Кубертен, обновувач на Олимписките игри според угледот на спортските надпревари во Стара Грција. Благодарение на него во Атина во 1896 година се одржани првите модерни Олимписки игри. Погребан е во Женева, а неговото срце по негова желба погребано е на Олимп, престолнината на античките Олимписки игри. 1941 година. Македонскиот поет и револуционер Коле Неделковски, за да не се предаде жив во рацете на бугарската полиција, фрли бомба и се самоуби, фрлајќи се на улица низ прозорот од својата соба. Живееше на стан на 6-ти кат во Софија. Негови најпознати дела се збирките раскази, Москавици и Пеш по светот. Роден е во селото Војница Велешко на 16 декември 1912 година. 1999 година. Кина официјално соопшти дека со вооружена сила ќе го спречи евентуалниот обид на Тајван формално да ја прогласи независноста на островот.